На видеото објавено од колумбиската влада се гледа спасувањето на деца кои беа исчезнати по авионската несреќа во која загинаа тројца возрастни лица, меѓу кои и пилотот и мајката на децата. Јавната телевизија РТВЦ го објави видеото на кое се гледаат локални домородни лица и колумбиската армија како ги држат и ги хранат децата. Децата биле пронајдени меѓу колумбиските провинции Какета и Гуавиаре. Малолетниците, меѓу кои едно бебе, кое наполнило 1 година во џунглата, се водеа за исчезнати од 1 мај, кога авионот Цесна 206, што ги превезуваше, се урнал во колумбиската Амазонија. Нивниот дедо, Фиденсио Валенсија, го прослави моментот на повторната средба со децата. Acabo de venir de mirar a los nietos. Ги видов моите внуци. Тие предса се живи. Многу се исцрпени, но знам дека се во добри раце во болницата и дека ова ќе биде добро. Армискиот генерал Педро Санчес вака им раскажа на новинарите за повикот што го добил со известување дека децата се пронајдени. Que caminaron en una telaraña. Јас сум гласот на мојата војска, на домородните луѓе кои чекореа сред џунглата, чекор по чекор, 2556 километри. Тоа е како пешачење од Богота до Лима, Перу. Во 17 часот и 15 минути командантот на специјалните сили, бригадниот генерал Џон Котоа, ми пријави. Чудо! Тоа е клучниот збор што го дадовме на операцијата. Под името Операција Надеж во потрагата се користени најмалку 11 авиони. Учествуваа повеќе од 150 војници од командата на армиските специјални сили, 73 домородни луѓе и едно белгиско овчарско куче. Лесли е 13 годишно девојче кое помогнало да се одржат децата во живот. Властите велат дека таа ги терала да се движат напред, кампувале, се грижеле за нејзиното братче и обезбедувала хранливи материи за опстанок. 4 деца се опоравуваат во војната болница во Богота, каде пристигнале со знаци на дехидрација и каснувања од инсекти, но воглавно добро се чувствуваат.